Двајцата председателски кандидати, и на СДСМ Пендаровски и на ВМРО ДПМН Силјановска, оптимисти дека изборите ќе бидат успешни. Според Пендаровски, историски гледано, на сите председателски избори од 94-та па наваму, одзивот во вториот круг бил секогаш поголем. Од она што можеме да го видам во досегашниот тек на кампањата во вториот дел, што се вели пред вториот круг, меѓутоа мислам дека тој став го делат и луѓето што се во блиски до кандидатот на опозицијата. Мобилизацијата на луѓето е поголема и јас се надевам дека во многу ќе го надминеме процентот од скоро 42% што беше во првиот круг. Освен тоа, мислам дека еден добар дел од нашите граѓани кои не гласа од различни причини во првиот круг, знаат дека во вториот круг е нешто многу повеќе во прашање отколку само дали Пендаровски или Силјановска ќе биде председател, односно председателка. Знаат дека станува збор за два различни концепти со едниот продолжуваме по оваа позитивна патека, со другиот се враќаме назад. И Силјановска смета дека во вториот круг ќе биде постигнат цензус од 40%. Инаку Венецијанската комисија во 3 наврати во извештаите и препорачуваше на Македонија да го тргне цензусот од вториот изборен круг, зашто е невообичаено решение, меѓутоа етнопартиските договори не доведоа до тоа. Јас сепак се надевам дека ќе го постигнеме цензусот од 40%, во таа функција со сиот респект за причините и дилемите кои ги имаат граѓаните во Македонија кога не гласаат, еве отворен повик им упатив на сите кои имаат дилеми за заедно да ги разрешиме. Пендаровски пресконференцијата ја одржа пред портата на шефот на државата Ѓорѓи Иванов, го обвини дека со непотпишувањето на законите ги кочи реформите. Иванов одбива да го ратификува законот за субвенционирање на стамбените кредити, на јавноста познат како купи куќа, купи стан, и со тоа на младите им ја ускратува можноста да ги користат новите, исклучително поволни кредити и дополнителни субвенции за купување на собствен дом. Додека јас зборувам за родова еднаквост и право на собствен избор, Иванов ја враќа жената назад. Тој одбива да го потпише указот за важење на законот за прекин на бременоста и со тоа им го ускратува правото на жените за безбеден прекин на бременоста и слободниот избор на жената самостојно да одлучува за сопственото тело и живот. Критики на адресата на Иванов стигна и од Силјановска. Јас, за разлика од Ѓорѓи Иванов, ама и за разлика од мојот против кандидат, кој 102% се согласува со лидерот, 100% ќе работам по свое. Тоа не го правеа претходните председатели. Може би Глигоров да, се однесува и на Ѓорѓи Иванов. Не секогаш тој постапуваше како председател на граѓаните, имаше, како реков, еден на еден силно политичко влијание, но во вториот мандат мислам дека беше целосно на некаков начин на крајот анулиран или маргинализиран. И двајцата кандидати за време на великденските празници ќе имаат помали средби со граѓаните.